Dobro večer, Kumanovo. Dobro večer, dragi prijatelji. Dobro večer, hrabri borci za sloboda i demokratija, makedonski branitelji na pravdata i čovečnosta, na razumot i normalnost ova zemlja. Еве денес се навршува точно 4 недели од црниот понеделник. Од оној 24 декември, кога се изврши класично убиство со умисла и на устав, и на закон, и на деловник, и на парламентот како демократска институција, и на самата слобода и демократија во Република Македонија. Еве 4 недели ги гледаме нарачателите и извршителите на тој криминал, на тој злостор, како се однесуваат, како ништо да не се случило. Сакаат се да се заборави. Во обидот да создадат привид на нормалност, секој ден глумат се поголемо лудило. За нова година делат пакетчиња, за Божик упатуваат апостолски пораки, фрлаат камен темелник на нови аквапаркови, објавуваат тендери за нова барокна фасада на владата и на други згради. Го гледаме Груевски како се растрчал кај своите медиумски мегафони, кај своите пулени. Те јади бурек со Јанко, те изиграла шоумен кај Миленко. Гледаме дека и парламентот без опозиција за нив е нормален парламент. Закажуваат седници, донесуваат закони. 4 недели, секој ден, во Македонија врие, во секој град. Полни се улиците со горди луѓе, со кренати чела, со стиснати тупаници, луѓе подготвени да се борат за својата слобода, за правдина, за својата иднина, за својата држава. И што прават нивните фабрики за лаги и измами, нивните пералници за мозоци, што соопштуваат? Во Скопје имало едва и 2500 луѓе. Во Прилеп, во Струмица, во Штип, во Охрид, едва и 500. Ај баш да видам вечерва шо ќе соопштат. Ја ќе бидете 300, ја ќе бидете 400, на повеќе од тоа, драги кумановчани, од овие лажговци да не се надевате. Драги пријатели, ова што се случи на 24 декември е само крајот, е само финишот, е капакот на еден процес кој што се одвива веќе 7 години во Република Македонија. Систематски, континуирано, доследно, упорно инсталираат партиско-полициска држава, партиско-полициски режим, партизираат се живо, сите државни институции, судството, администрацијата. Денес во Македонија нити министерства, нити агенции, нити дирекции, нити судовите не одлучуваат по устав и по закон, туку само по партиски директиви. Денес нема унапредување, нема вработување врз основа на квалитет и заслуги, само врз основа на партиските критериуми и списоците доставени од партиските штабови. 7 години, почитувани граѓани, сме сведоци како сите оние што не се со нив и што не се за нив ги прогласуваат за непријатели, за предавници, за странски платеници, за некои кои што треба да се газат, да се толчат, да се понижуваат, изгазиат цели фамилии, зацрнеат цели семејства, само затоа што им се нашле на патот. Сите медиуми кои што не ги слушаат нивните директиви се веќе под контрола. Половина ги затворија, половина со криминални пари ги купија. 7 години гледаме како народните пари, вашите пари, парите на нашите граѓани се трошат на криминален начин, за да ги наполнат своите джебови или приватните сметки во странство.
Секој ден ме задолжуваат се повеќе, со нови и се поголеми кредити. Народот е се посиромашен, ама пари за нивното трошење мора да има. А тие долгови ќе ги враќаме сите ние од нашите джебови, ќе мора да извојуваме од нашите семејства за сето она за што потрошија, за нивните пералници за пари, за криминалните проекти, за лечење на нивните фрустрации и комплекси. Почитувани граѓани, на 24 декември во црниот понеделник јасно ни порача: ова земја ја сметаат за нивна приватна собственост. Јасно ни порача дека има намера да прават што сакаат. Јасно ни порача дека има и да тепат кога сакаат и кого сакаат. Ако се решија да дигнат рака и да ги претепаат народните избраници, пратениците, среде парламент, што може да очекува обичен човек, обичен граѓанин, далеку од очите на јавноста, каде да ја бара својата правда? Направија само една, ама голема, ама огромна грешка. Помислија дека така може вечно. Помислија дека овој народ и понатаму ќе ќути, ќе трпи, ќе молчи. Дека ќе живее во страв. Дека ќе живее со нивните закани и притисоци. Дека ќе верува во нивните лаги и измами. Ништо не научи од историјата на овој наш народ. Дека нашиот народ може многу да истрпи, може многу да издржи, може многу да прости, ама кога тогаш ќе се крене, ќе се дигне, ќе тргне напред и тогаш ќе згази се пред себе, се што ќе му се најде на патот. Драги пријатели, уверен сум дека многумина од вас, можеби и сите, веќе слушнавте дека утре ќе се одржи лидерска средба меѓу мене и Никола Груевски. Што ќе каже тој? Што ќе предложи тој, ја не знам. Ама знам што ќе му кажам јас. Тоа е истото што ви го кажувам и вам и на сите други секој ден ширу Македонија. Дека ова земја не ми припаѓа ни на мене, ни на Никола Груевски. Дека оваа земја не ни припаѓа ни на нас од СДСМ и на нив од ВМРО ДПМН. Дека ова што ни се случува е крупно значајно. Ова веќе не е борба за власт. Дека станува работа, станува збор за нешто многу поголемо. За иднината на оваа земја. А за иднината на оваа земја може и смее да одлучува само тој на кој што оваа држава му припаѓа. А тоа е само народот и никој друг. Народот нека одлучи дали е за партиска или за слободна држава. Дали е за режимска, диктаторска или демократска држава. Народот нека одлучи дали оваа земја народните пари ќе се трошат на одговорен или на криминален начин. Народот нека одлучи дали повеќе ќе мислиме на живеачката на луѓето или на камења бронза, на фонтани и площади, на огради, на мостови и на жални врви. А народот може да одлучи само на слободни, фер, демократски парламентарни избори. Тоа не е подоброто, тоа не е најдоброто, тоа е единственото решение од оваа политичка криза. Ние, драги пријатели, од одлуката на народот не се плашиме. Ние одлуката на народот ќе ја испочитуваме. Прашањето е од што се плаши Никола Груевски. Зошто тој
tanko, дека политиките му се исправни, дека народот го поддржува, дека анкетите му се точни. Па хајде да одиме на избори. Народот нека одлучи, народот нека реши. Ама неќе да е така. Има од што да се плаши. Има. Се плаши од народната казна. Знае дека тешка казна го чека и од тоа бегање нема. И да му дадам еден пријателски совет. Поарно, Никола, е да ја дочекаш казната на избори. Демократски избори, отколку на друг начин. Верувај, за тебе ќе биде полошо. Драги пријатели, ние нашиот пат го дефиниравме. Ние нашите цели ги знаеме. За нас враќање назад